Градската депонија со месеци го труе Делчево. Со вакви обвинувања излегоа на пресконференција од локалниот огранок на ВМРО, посочувајќи дека депонијата во континуитет гори веќе 3 месеци, а решение локалните власти никако да најдат. Дали граѓаните заслужуваат да бидат труени поради неспособноста на градоначалникот Трајковски и директорот на јавното претпријатие Стојковски? Како општински комитет на ВМРО ДПМН од Делчево, веќе 2 месеци упатуваме апели до градоначалникот и директорот на јавното претпријатие да излезат на лице место и да преземат мерки за санирање на состојбата. Но тие, обземени од блесокот на успесите на владата на Зоран Заев, ништо не гледаат и не слушаат. Ова ли е чистиот воздух за кој што толку се залагавте и го ветувавте во предизборната кампања? Господо од власта, уште еднаш ве повикуваме да излезете од вашите климатизирани канцеларии и да ги решавате локалните проблеми на граѓаните, наместо да вршите увид во спроведувањето на мерките на владата за кое нешто вие не сте надлежни. Дополнително уште еднаш го прашуваме градоначалникот докаде е постапката со регионалната депонија со која би требало да се реши овој горлив проблем за граѓаните на општина Делчево. Но ова реагираше градоначалникот на Делчево Горан Трајковски. Депонијата е запалена вчера во попладневните часови. Екипи од комуналното претпријатие Брегалница се испратени на терен, екипи од противпожарната територијалната противпожарна единица во Делчево исто така се испратени на терен и таму делува, значи, да биде угасната депонијата. Депонијата се чисти редовно, меѓутоа имаме, знаете, со регионалното управување за отпад дека треба да бидат затворени тие депонии. Овде со сите услови и потребна механизација која што ја имаме, континуирано се врши чистење на депонијата, меѓутоа таму е слојот на одложено ѓубре негде околу 5, 6 до 7 метри на целата депонија, така да и со истурањето на цели цистерни од противпожарната единица не можеме да ставиме крај на тоа. И тоа моментално се загасува, потоа повторно се пали.